Скопската публика има ретка можност да погледне изложба на кинетички скулптури во Музеот на град Скопје од авторот Слободан Милошевски. Неговите дела се резултат на истражувањата во областа на скулптурата според критериумите на постмодерниот уметнички исказ. Пресудно за неговото творештво било влијанието на Александар Калдер, американски скулптор кој се смета за основоположник на кинетичката скулптура, која може да ги користи воздушните сили или се движи со помош на мотор, зависно од незината поставеност, во отворен простор или внатре. Изложбата на Милошевски се состои од 3 скулптури во различни облици кои формираат инсталација, а со активното учество на посетителите кои можат да се движат помеѓу скулптурите, според насоките на авторот или самостојно, ова дело добива и перформативна вредност. Повеќе слојноста и метафориката ги прави овие кинетички скулптури, предмет на многу размислување и различни доживувања. Слободан Милошевски вајарство учел на Факултетот за ликовни уметности во Скопје, во класата на Ибрахим Беди, а докторант е на новоформираните докторски студии за скулптура на Академијата во Софија. Учествувал на 30 на изложби и добитник е на 10 награди и признанија. Со оваа изложба, според историчарот на уметност Џемил Бектовиќ, авторот ја потврдува основната научна позиција дека уметноста априори е само продукт на човечката или уметничка визија и проекција. Идејата се ткаеше полни 4 години од мојата претходна изложба. Овој проект носи наслов Комунитивна опоненција и се состои од објекти кои се движат во простор, скулптурални објекти, кинетички објекти, и тие представуваат еден целосен систем со повеќе димензионално функционирање. Кои се можностите кои ги открива токму движењето на скулптурата? Тоа е еден од тие елементи кои покрај ликовноста, естетиката, го наоѓаме тука во овој систем на ликовно остварување. Можам да кажам дека после движењето имаме и светлина која е вклучив заради анимација на гледачот. Движењето ни нуди многу, значи го вклучуваме гледачот во просторијата, односно во местото каде е инсталирана инсталацијата, малку по динамично. Значи тој мора да се движи околу скулптурите, мора да влезе околу скулптурите. Покрај тоа имаме на подот нацртана некаква патека на размена на енергиите, односно размена на енергиите меѓу скулптурите, меѓу објектите, но исто така овие стрелки може да послужат како еден патоказ како гледачот би се движил низ просторијата која е пред него на еден мој начин, на еден начин кој јас го испланирав и го доведов до некое моје размислување во врска со оваа инсталација. Зошто токму 3 скулптури, како тие меѓу себе се поврзани? Значи приказната овде се 4 елементи основни, значи вода, воздух, оган и земја. Првата и последната скулптура се водата и оганот, средната скулптура е земјата, а воздухот е оној во кој се сместени тие. Тие меѓу себе енергијата ја предаваат и ја земаат една од друга, на тој начин што едно движењето го поттикнува тоа предавање на енергијата, додека морам да кажам дека ова е на нестандарден начин, односно на ненаучен начин. Значи предавањето на енергијата не е класично, туку го направив онака како што јас мислев дека треба да биде инсталирано во ликовното дело. Што би кажале во однос на тоа, на она што се случува денеска со модерната скулптура и како вие вашиот овој проект го инкорпориравте во тие сваќања? Денеска уметноста е малку сложена за да би била објаснета на толку лесен начин, но еве за мојата скулптура да кажам, за моето творештво моментално да кажам, дека јас ги користам сите оние придобивки на модернизмот за да направам една постмодерна инсталација проект. Постмодернизмот во мојот случај се состои во тоа што покрај скулптурите ние правиме еден перформанс, еден
еден хепенинг во кој гледачот е активно вклучен, односно мора да се движи низ објектот, низ просторијата, мора да мора и може од различни агли да ги види и работите и така. Се создаваат со движењето се создаваат различни перспективи на гледање на објектите. Како реагираа посетителите? Дали според вашите очекувања или имаше некои неочекувани моменти? Имаше реакции од зачуденост до реакции на пофалби од страна на колегите. И јас мислам дека успешно ја инсталирав оваа изложба и сум задоволен од тоа како излезе крајот на целокупното дело. Што мислите, дали ваквите скулптури би се вклопиле во еден отворен простор или во други средини, освен надвор од галерискиот простор, дали може да излезе? Така. Нормално дека би можело, но би сакал да кажам дека тоа треба да биде поинаков материјал, бидејќи овој материјал не е за надворешна средина. И би сакал да кажам дека тука можеме, ако веќе зборуваме за надворешната средина, да ги вклучиме и струењата на воздухот, ветерот, како можност за придвижување на објектите. Тие не мора да се придвижуваат како што знаеме ние на мотори, може на различен начин некои да бидат по-природно придвижени, со тоа што би правеле некои по-некоординирани движења, но поинтересни. Само за крај уште да речеме, бидејќи беше спомнато во вашата биографија, на кој начин црпевте инспирација од скулптурите на Калдер? Така, јас бев влюбен во скулптурите на Калдер уште студентските денови и сега не се обидувам да го копирам него, не се обидувам да ги копирам неговите скулптури, но ми беше еден поттик за размислување во врска со оваа насока. И мојот докторски труд е врзан со проблематиката на кинетичката скулптура. И во наредниве неколку години треба добро тоа теоретски и да го образложам, да направам некое поопширно истражување во кое би се сместиле сите тие досегашни мои обиди, истражувања и експерименти во метод.